Децентрализацията има трансфер на надлежностите, но има едно но. Трансферът на надлежностите не го следи трансфер на пари. Фактически во Македонија децентрализацијата значи само трансфер на надлежности од централно на локално ниво, а тоа не е подкрепено со буџет, што ја прави децентрализацијата на некој начин невозможна. Не можете вие да трансферирате надлежност од централно на локално и за тоа да не платите. Во услови во кои што се општините тешко можат сами да го платат тоа и поради тоа целиот процес на децентрализација формално гледано повеќе личи на деконцентрација. Само на пренос на надлежностите од централно на локално, без да се вистинската надлежност да се даде на локалните власти. Има за тоа повеќе причинители. Една од тие е, барем според мен, ова е мој личен став, дека моделот на децентрализација во Македонија треба да биде двостепен, што значи градови и општини, значи како што беше стариот систем, градови колку што беа 29 со поголеми ингеренции и руралните општини со помали ингеренции. Или со пример, не можете да очекувате вие надлежност на ист начин да остварува општина Струмица, Битола, Штип, Центар, Карпош и истите ингеренции да ги имат и помалите општини, Василево, Центар, Жупа и сите други рурални општини. Едноставно тоа не е за очекување. И токму поради тоа и децентрализацијата многу тешко оди. Доколку сакаме да видиме како оди децентрализацијата, треба да го следиме само патот на парите. И ќе видите дека во Македонија 55% во просек од општинските буџети доаѓаат од централната власт, а само 45% од надворешни извори и од сопствени приходи. Тоа значи дека централната власт е мнозински сопственик, да кажем така, на општините затоа што има повеќе од 50% од финансирањето. Голем дел од руралните општини не можат да функционираат ако не се дотациите од централната